Да. Благодарам, почитуван председателя. На Комисијата за политички систем денеска ви реков, по-поразителен пораз за ова парламентарно мнозинство не можевте да имате. За само 10 дена 3 пати си го погазивте зборот. И затоа молчите цела ноќ, ама довикувате од место. Храброст да застанете на говорница немате. Минатата недела си гласавте за тоа што во 2017 година овде обвинувавте. Велевте дека гласањето председател на собрание Албанец е велепредавство. Вчера, во 22 часот и 20 минути, започнаа да пристигнуваат пораки од собраниските служби. Прво, дека материјалот е доставен, потоа, дека се закажува седница, пленарна, потоа, дека предлагачот се предомислил па го повлекува законот, потоа, повторно од кога од коалицијата вреди го коригираа, се продолжи пак. Продолживме денес. Во 11 часот, Комисија за политички систем. Пленарна седница се извинувам. Во 18 Комисија за политички систем, закажана, ама започна во 18:50 затоа што баравте некое писмо. Законодавно-правна комисија некаде околу 21 часот, за да во 21:20 добиеме порака дека се закажува продолжување на пленарната седница за вчера, тоест во 22 часот. И ова е второто погазување на сите ваши говори изминатите 7 години. Се посипавте со пепел, уште не седнати во влада. Обвинувавте за злоупотреба на скратената постапка, а денес молк. Штама? Небитно е се. Небитно е што се работи за системски закон, небитни се принципите за кои 7 години зборувавте, небитна е експертската јавност, небитен е деловникот, уставот. А зошто? И сега следи одговорот, кој всушност е третото посипување со пепел, односно третото голтање на зборови. Ке прочитам официјално соопштение кое е објавено на веб страницата на ВМРО-ДПМН. Објавено вчера. Средба на Европскиот фронт и ВМРО-ДПМН за Законот за организација на министерствата и заеднички диалог. Во текот на денешниот ден, петок, се одржа средба меѓу представниците на претеничките групи на ВМРО-ДПМН и коалицијата Европски фронт. На средбата присуствуваа Александар Николовски, Владо Мисајловски, Никола Мицевски и Стефан Андоновски, а од коалицијата Европски фронт беа присутни Мендух Тачи, Блерин Беджети, Фатон Ахмети и Елми Азири. На средбата се разговараше за предложените измени на Законот за организација на работата на органите на државната управа, во кој случај ВМРО-ДПМН образложи, чита и се правдаше, за измените на законот, дека тие треба да донесат поголема ефикасност, транспарентност и реформи, како и рационализација. Законот е подготвен со поддршка на меѓународните партнери на државата и е дел од ИПА програмата на Европската унија. Представниците на коалицијата Европски фронт изразија поддршка за измените во законот и информираа дека ќе гласаат за одобрување на законот. Во рамките на оваа средба се разговараше за меѓусебниот диалог меѓу власта и опозицијата, при што беше прифатено барањето на коалицијата Европски фронт за кратко време собранието да формира адхок комисија со председавач предложен од опозицијата, кој ќе следи правичната застапеност на сите етнички заедници во органите на државната управа и 2 пати годишно ќе го информира собранието за неговата работа. Нели ќе го укинувавте балансерот? Мицковски знаеше за оваа средба? Прашувам, затоа што на 8 мај 2024 година Христијан Мицковски вели: Македонија победи, СДСМ и ДУИ одат во опозиција. Нив денеска ги боли главата и има и зошто. Ќе одговараат до последниот, кој направил криминал и спровел корупција. Мора да има одговорност која што ќе се темели на правда и закони. Поразен е и бојкотот на ДУИ. А ДУИ
покажаа дека се најмалку партија која се грижи за Македонија, но се им се удгри од глава и на крај се избојкотираа самите себе си. Гледаме колку се избојкотира ДУИ. Одиме понатаму. 4. мај 2024 година. Повторно Мицковски. Ја повикувам и меѓународната заедница да не го факторизира криминалот на ДУИ, бидејќи тие сега истураат огромна количина на кеш, а потоа на тој начин сакаат да бидат дел од владата за повторно да ги вратат тие количини кеш. Наградно прашање: што истуривте денеска? 26. февруари 2024 година. Мицковски. ДУИ не е повеќе фактор. Мислам дека треба да се игнорира, бидејќи сите ние знаеме дека прво не се фактор, за да може да наметнат таква тема, и мислам дека не треба повторно да се фаќаме како јавност на јадицата која што доаѓа од политичката опција, која што набрго денеска ќе биде во минатото и ќе одговара за се што сте правеле. Па денес баш и не биле игнорирани, колку што можам да видам. Убав муабет сте си направиле во ВМРО. 20. април 2024 година. Мицковски. Вие сте подвиците во скутот на ДУИ. Се мисли, се разбира, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во ЕУ не примаат луѓе кои земаат провизија од 50 милиони евра на тендери, кои со црни пари купуваат цели трговски центри, кои делат шамари на синдикалци во контрола на летања, кои се од се прават бизнис за личен каќар. Вие не сте ЕУ. ЕУ се вредностите пред се. ЕУ е систем на правда и напредок. Ама затоа преговараат со ВМРО да помене. После денешната коалиција се поставува прашањето: кој во чиј скут седи? Па и подлиците се погласни од вас што бевте вечерва.